програмата за аквакултура и рибарство за 2012 година. Јас околу оваа програма би сакал да ви напомнам дека ние, рибопроизводителите во Република Македонија, не сме мерките за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата да представуваат социјална помош. Значи ние нити сме социјални, нити ќе бидеме социјални затоа што од нешто екзистираме. Меѓутоа помошта во рибарството и аквакултурата таа треба да биде да представува бизнис меѓу владата и нас стопанствениците. Во 2005 година преку од статистика можете да проверите дека во Македонија се произведува 700 тони на риба. Во 2011 година се произведуваат 1800 тони на риба. Значи, овие средства што владата почна да ги кофинансира во рибопроизводството, вродија со плодство тоа што за 900 тона, односно за 900.000 килограми риба се зголеми рибопроизводството. Значи, иако немавме лов во Дојранско, во Преспанско, во Охридско езеро, македонски рибопроизводителите ја надокнадија таа количина на риба во маркетите, со тоа што рибата остана на иста цена. Увозот во Македонија во 2005 и 2011 е на исто ниво. Значи Македонија колку што увезуваше во 2005, толку увезува и денес. Што значи дека со рибопроизводството не се зголеми увозот. И сите овие параметри, значи од ДДВ, од 5% ДДВ, годишно враќаме околу 9 милиони денари, од 18% ДДВ на помладок, годишно враќаме 17 милиони и 900 илјади, од храна 18% ДДВ враќаме 9 милиони и 500, и сето тоа ако го соберите, ќе видите дека средствата што владата ги вложила во нас преку кофинансирање и субвенционирање, одма во наредната година и се вратени. Плюс има нови вработувања и 40% давачки кон државата по однос на бруто плати, плюс има задржување во моментот задржување на увозот на рибата на истото ниво со тенденција истото да се намалува. Плюс тоа има изградба на рибници, веќе се градат 2 преработувачки капацитети на риба, што за нас досега беше мисловна именка, значи се градат 2 преработувачки капацитети до производство на филета и развој на руралните среди. Значи нашите рибници не се во Каркош, не се на Олимпијски, во центар, нашите рибници се во најруралните средини. Како ќе се развива стопанството и ќе се зголеми вработувањето во Република Македонија ако не се инвестира во приватниот бизнис и стопанството и пред се во производството? Програмата за унапредување на рибарството и аквакултурата на РМ за наредните 12 години не води до развој на аквакултурата во Република Македонија. Заради тоа, ние како здружение и групација за рибарство бараме оваа програма да се врати назад на доработка, при што ќе се вклучат и самите рибопроизводители и ќе се слушнат нивните потреби за да биде во корист на аквакултурата во Македонија.